Најголемата сила на BIM технологијата е во виртуелната изградба на објектот пред тој физички да постои. Софтверските алатки овозможуваат така наречено откривање на судири, автоматско пронаоѓање на судири помеѓу архитектурата, конструкцијата и инсталациите. Проблемот се решава со еден клик на компјутерот, месеци однапред. Иако перцепцијата е дека BIM доминира во високоградбата, сепак трендовите се менуваат. Денес BIM станува незаменлив и во нискоградбата. Проектирањето на патишта, тунели, мостови и железници преку интелигентни модели овозможува прецизно пресметување на ископите и насипите, што е клучно за контрола на буџетот кај големите инфраструктурни проекти. За инвеститорите BIM е алатка за сигурност. Главната придобивка не е само убавата 3D визуализација, туку прецизноста на податоците. Инвеститорот добива точни количини на материјали, реален временски план и драстично намалување на непредвидени трошоци. BIM овозможува подобра контрола врз парите и транспарентност во секоја фаза, што го прави целиот процес на инвестирање помалку ризичен. Првиот предуслов за воведување на BIM не е само купување на скап софтвер, туку промена на менталитетот и воспоставување на процеси. Клучен предизвик е високата цена на лиценците за малите компании, но и недостатокот на национална стратегија. За BIM да функционира, потребна е стандардизација. Тоа значи усвојување на меѓународниот ISO 19650 стандард, кој дефинира како се именуваат фајловите и како се разменуваат податоците. Без стандарди имаме само дигитален хаос. Младите инженери брзо ги совладуваат алатките, но често работат за странски пазари преку аутсорсинг, бидејќи домашните фирми се уште побавно се адаптираат. BIM технологијата во Македонија е во фаза на транзиција. Знаењето постои, технологијата е достапна, останува само секторот масивно да прифати дека дигитализацијата е единствениот пат напред. Како BIM помага за откривање на грешки? Благодарение на 3D моделите, постојат BIM алатки кои што служат за координација на проекти, кои што прават автоматски clash detection, односно детекција на судири, и вообичаено компаниите овие алатки ги користат на неделно ниво. Што значи уште додека процесот на проектирање е започнат, односно трае, на неделно ниво се детектираат грешките и се исправаат нормално, се со цел да нема губење на време ниту во проектирањето, ниту подоцна во текот на градењето за да се отстрануваат тие грешки. Грешките кои што се случуваат во проектирањето се грешки кои што скапо инвеститорите ги плаќаат во фаза на градењето и подоцна во фаза на употреба на објектите. Clash detection е баш тоа што спомнав, значи судир помеѓу елементи од различни фази, да речеме машинство, ако ни се каналите од машинство, да речеме, можеби не предвидил машинецот дека може да удрат во гредата од статичарот. Значи сите тие работи во традиционалниот начин на работа, да речеме еден координатор на крај ги зима сите фази и ги преклопува и пробува да увиди каде може да се судрат. И тука пак имаме фактор на човечка грешка, значи пак може да се случи превид. Додека пак со BIM програмите, самиот програм ги увидува тие грешки и дури визуелно не известува, да речеме го обојува проблемот со црвена боја и кажува нели тука е проблемот, треба да се коригира. Не може прецизно да се одговори на ова прашање од причина што кога се применува BIM и кога се прави координација, значи не доаѓа до грешки за да може да се спореди. На неделна основа, значи уште во рана фаза на проектирање тие грешки се отстрануваат. Меѓутоа на еден типичен проект, значи логично е софтверите за детекција на судири да најдат и по неколку илјади грешки. Тоа е детекција која што трае практично, да не кажам делче од секунда за да се детектираат, каде што доколку го прави поединец без употреба на софтвери, ќе треба многу долго време да се детектираат и прашање е дали ќе се детектираат сите. Грешките се отстрануваат уште на самиот почеток, значи чекор по чекор. Од моје лично искуство работејќи на проекти, секогаш проектирањето било проследено со детекција на судири. Судири кои што доаѓаат од различни фази, значи имаме архитектура со конструкција, со машинство, односно термотехника, електрика, едноставно се треба да се склопи во еден логичен организам. Зошто еден инвеститор во Македонија би требало да бара проектот да му се изработи во BIM? Кои се придобивките од BIM за инвеститорот? Инвеститорот
често исто знаеме да спомнеме дека треба да гледа на BIM моделот како полиса за осигурување. На почетокот личи како поскапа инвестиција, можеби да кажеме, меѓутоа тој на крајот добива верна копија на моделот, на објектот кој што го има, кој што му овозможува и понатака, особено за одржувањето. Соодветно може да види ако треба да се сервисира некој канал, некоја цевка и слично, точно каде се наоѓа, кога е поставена, од кого е изработена, кој е производителот и така натаму. Исто така пример ако треба, сервис на прозорите, исто и за нив може да увиди кој е производителот, кога се монтирани, кога последно се заменети и така натаму. Буквално има верна копија на самиот објект и со тоа полесно може да го организира. Исто така претпоставувам и во продажбата полесно, пофино изгледа кога може да го представи и 3D моделот, затоа што често пати клиентите не можат да си замислат како нештото би изгледало уште додека е во градба, па полесно би било и за тие некои продажни активности, поубаво, полесно да се представи како нештото ќе изгледа. Значи, инвеститорите играат клучна улога во имплементацијата на BIM во секоја држава, па и во Македонија. Ќе кажам, порака за нив е дека BIM технологијата го штити нивниот интерес, односно ја штити нивната инвестиција. На кој начин ја заштитува? На тој начин што уште во фаза на проектирање, значи се пронаоѓаат грешките, меѓутоа не е тоа единствено. Значи BIM технологијата им овозможува на најмените проектанти да го испорачаат најквалитетното, најдоброто, најоптималното решение кое што го бараат инвеститорите. Во Македонија можам да констатирам дека инвеститорите се недоволно запознати со дигиталните технологии што се употребуваат, до некаде и со процесите околу поврзани со овие дигитални технологии. Кога веќе плаќаат иста цена за проект направен на традиционален 2D начин и BIM начин, тогаш многу по-логично е од проектантите да бараат проектите да бидат изготвени во BIM. Меѓу другите работи, проектот кој ќе им се достави во BIM, ќе можат и самите во 3D да го разгледаат и самите согласно нивно уверување да направат асесмент, односно процена на проектот. Во контраст на тоа е типичниот 2D проект, каде што треба сепак некоја ментална матрица и некакво искуство за да може да се претпостави проектот кој што е презентиран преку 2D проектната документација. Кои се клучните предизвици за имплементација на BIM во Македонија? Кога би имале некој непријател, јас кога би бил непријател на Македонија, како да ја уништам, ќе финансирам да не се воведува BIM во Македонија. И тивко така ќе страдаме, тоа ќе се случи. Нема причина да не се воведува BIM. Не проблем не се лиценците, затоа што сега се користат некакви софтвери и тие се плаќаат исто онолку колку што чинат и BIM софтверите. Затоа што тој Construction Cloud што чини исто и во тоа ги добиваш и класичен AutoCAD и Revit, например, или било кој друг тип на софтвер. Би требало да се изнајде начин, мислам дека најдобро е, затоа што буквално сме последни. Во секоја смисла, во моментов сме последни. Косово е пред нас, Албанија е пред нас, Бугарија е пред нас, Грција, да не зборувам. Србија има 2028 задолжителен BIM мандат за јавни проекти. До тогаш, кој се снајде, другите ќе работат нешто друго. Не мора да се сите во проектирање или не мора да проектираат сите јавни објекти. По мене, кога некој би ме прашал како, треба да се даде дека јас би дал за 3 месеци од сега сите мора да работат BIM за јавни проекти и тоа е тоа. Нека биде 6. Нека имаат припрема за година ден. Нека ги стигнеме Србија 2028. Иако не гледам што е толку голем проблемот за да се даде толку голем период. Јас сум бил и во едукација и сам сум работел друг тип на софтвер, ми требало време да се прилагодам. Тоа е курс од 2 недели кој што ти ги отвара сите хоризонти, веќе знаеш, нема потреба да се враќаш на старите софтвери да изнаоѓаш друг тип на решение. Она што ни се случува во несреќата во Кочани. Јас сум сигурен дека кога би бил ова деновиве е таа судската расправа што се однесува судењето и кој подпишувал и што подпишувал, како заверувал, па не ревидирал, па тоа е една слика што покажува како функционира оној дел, дека е само некаква маска, а не суштина. Ние правиме проекти, ама тоа е само за да задоволиме форма. Суштината е да бидат безбедни, да бидат стабилни, да бидат практични, функционални, да не чинат повеќе од тоа што треба. За жал,
Тоа не се правило до сега и мора да се стави крај, да почнеме да размислуваме како што инженерски и правилно. BIM во голема можност ги овозможува и тие работи и самиот софтвер ги едуцира инженерите за самите проекти. Значи, треба да научиш да го користиш софтверот, но и софтверот после тоа ти дава фидбек за твојот дел од процесот во работата. Мора, да речеме, државата, законите да бидат водач, значи носител на овие промени. Тоа не значи дека од денес за утре би се случило, да речеме од денес за утре, значи сите мора да користат BIM програми, туку нели како што добар пример се другите држави, се дава некој грейс период, некој процес, простор, особено на малите фирми, се даваат и некои грантови, некоја помош за да може да се изврши таа обука до обука на кадарот, да се помогне можеби со програмите и слично. Значи мора да биде, сега според мене, нели државата носител, откако таа ќе повлече, мислам дека и приватните, нели, мораат да следат, ја прифатиле таа промена. Социоекономските и културолошките аспекти на средината во која што живееме игра голема улога. Во светот постојат земји каде што компаниите многу едноставно се решаваат за имплементирање на напредни технологии затоа што сметаат дека тоа ќе им донесе конкурентска предност. Од друга страна постојат земји кои што се многу повнимателни во правењето на промени и очекуваат прво да се направат известни анализи. Меѓутоа, со цел да се забрза употребата на BIM на државно ниво, за да се почувствуваат придобивките, значи на повисоко ниво, државите се решаваат за воведување на задолжителна употреба на BIM, уште познато како BIM мандат. Во цел свет се случуваат такви проекти, тие имаат регионални карактеристики. Наш најблизок пример е Србија, каде што од 2028 година е најавено дека BIM ќе се мандатира. Значи, од она што го добивам како фидбек од моите колеги е дека генерално никој нема против BIM технологијата. Меѓутоа, она што се бара е да бидат воспоставени едни исти правила на територија на целата земја да важат за сите. Тоа значи државата да прецизира употреба на BIM, ценовници, за да сите тие правила подеднакво важат на сите и тогаш да се случи таа промена. Почетокот дека е скап, покрај парична инвестиција, значи треба и временска, треба време, неколку месеци, да се даде простор за да можеме да станеме поефикасни, попродуктивни. Тоа е веројатно едниот предизвик, а другиот е што пак некако не следи тој застарениот начин, можеби некој отпор на промени. Вака сме го правеле со години, зошто сега да го менуваме, вака сме граделе нели често. Мислам, од секогаш ќе го решиме проблемот кој ќе дојде на градилиште, така да некои тие две, мислам дека најголемите предизвици се дека е почетната инвестиција скапа и дека имаме некој отпор кон промени. Каде BIM е најприменлив? Во високоградба или нискоградба? Првично е смислена за високоградба. Во Унгарија се работела првиот BIM софтвер, Архикат и денес. Многу колеги го користат. Се работела 70-ти години, се работела нуклеарна централа, сфатиле дека нема шанси тоа да се смисли и да може да се изведе ако документацијата не е соодветна, и решиле да измислат софтвер и го направиле на тој начин. Клучно е во високоградбата, тоа е еден дел кој што се согласувам, но во нискоградбата бенефитите би биле како држава. Јас не сум вклучен во нискоградба, архитекти помалку имаат допир со нискоградба. Не можам да кажам со апсолутна точност и сериозност на кој начин тој дел функционира, но во однос на убеден сум дека може сите фази, од катастар, од припадност на парцелите, свлечишта, тип на земја, изработка на косини, асфалтирање, кога сето тоа ќе биде јасно во еден висински параметри, кога сето тоа ќе се стави во еден модел, апсолутно ќе е многу појасно и многу помалку би чинеле и за истите пари што е сите гледаме колку чинат автопатиштата и колку се долго се градат, но многу малку кој зборува што ако биле тие изградени пред 5 години, колку бенефит ќе донеселе до денес. А тоа да се сработело во BIM тогаш, сигурен сум дека до сега ќе биле или завршени, или ќе сме свателе дека
некои работи се неизводливи, дека треба да се променат уште тогаш. Во нискоградбата би бил огромен бенефитот, иако јас не сум во тој дел, ама мислам дека и од тука мора да се почне, посебно за оние проекти кои што ја чинат Македонија колку еден годишен буџет автопатишта. Колку што сум запознаена со инфраструктурата, значи патишта, мостови, железници и слично, има поголема примена. Сега нели ова некој таков мит го следи БИМ, дека нели е повеќе за големи проекти, тука како големи нели се гледаат железници, патишта и така натаму. Исто знам дека последно и за трговските се користеше често, така да би рекла да, повеќе за патишта, за нискоградба, меѓутоа и за некои покомплицирани како индустријски, трговски и слично. Дали имаме доволно кадар, обучен за работа со БИМ? Каде и како се одвиваат обуките за БИМ? Ке почнам прво од она што ми е најблиску. Значи, јас сум Autodesk Certified Instructor во Семос Едукација, компанија која што е посветена на компјутерската едукација, меѓутоа треба да напоменам дека од 2014 година практично во Семос држам курсеви кои што се поврзани со BIM и со Revit. Бројката на поминати слушатели е навистина голема и можам да кажам дека не спласнува интересот за овие курсеви. Тука се и напори каде што сме држале курсеви во соработка со Агенција за вработување на Република Северна Македонија. Меѓутоа морам да кажам дека и покрај тоа што на хартија бројката е голема, како за мала земја, како за Македонија. Еден од проблемите со кои што слушателите се соочуваат е што откако ќе го завршат курсот, практично не можат да практицираат BIM од причина што мал број на компании работат BIM. Така да практично мора да се вратат повторно на оние традиционални алатки како што е AutoCAD-от. Кадарот во Македонија е, јас барем контактирам со многу луѓе кои што користат BIM, но многу малку од нив користат BIM за проекти кои што се во Македонија. И тоа е една голема трагедија, затоа што нити проектантите, оние корисниците на инженерите не ја гледаат Македонија како пазар, туку е светот. Има можност да тоа се, значи, некој проектант од Македонија кој што завршил на Универзитет Свети Кирил и Методи, полесно му е да работи за Скандинавија, да ги проучи нивните закони и да проектира таму и побрзо добива дозволи, отколку што да ги сработи на македонски во Македонија и таа непредвидливост, например, на инвеститорите за колку време ќе добием дозвола. Откако колку време ќе му треба на проектантот да го сработи проектот и колку време се чека за дозвола. Светот се повеќе оди за така наречени BIM ботови, во кои што го контролираш додека го работиш проектот, дали си излегол висина, дали си надминал од параметрите што се зададени и откако ќе го поднесеш, автоматски излегува дозволата за 1 час. Ми се случило и јас за проекти за странство за кои што сум работел, да после 1 час од аплицирањето да излезе дозволата, да едноставно не ти се верува што се случило кога си навикнат на овој систем овдека, кој што па и 3 години не се многу за да добиеш одобрение. Пребукирани се и општините, кога и тоа се случува, кога ти имаат премногу работа, сето тоа треба да го проверат рачно. Треба да се премине на софтверско решение, кое што ќе биде едно и за сите и ќе ги сите оние проблеми ќе ни ги реши. Елиминиране факторот човек во добивањето на градежни дозволи е демократски за сите исто. Не може некој да добие повеќе од тоа што го има во параметрите. Може би затоа е тоа што не сакаме да се спроведе. Ние си сме навикнати да е малку така. Фриджес нешто, но пак фирма наместо да се направат 2 автопати за 10 години, секако е потребно подобро дека за истите пари да се направат 3 за 5. Мислам апсолутно што овој дел е фазата која што ни ги регулира и ни помага во целиот процес.
Според мене имаме обучен кадар, веќе и се помладите нели се заинтересуваат за BIM процесот целокупниот, значи не е BIM, рековме, не е само програмот, туку е целокупниот процес. Меѓутоа ни треба може повеќе, да речеме, практични примери. Значи можеби доволно го познаваме програмот, меѓутоа целокупниот BIM процес каде што се засегнати сите страни. Можеби тука имаме некој недостаток на кадар, меѓутоа пак тоа се должи на тоа што потребни ни се повеќе проекти, да речеме, за да го усовршиме тој дел од целокупниот процес и да може да се засегнат сите страни, не само архитектите, да речеме, да бидат како водители во тој процес. Кои се предусловите за воведување на BIM? Во една смисла треба и да ги разбереме и инвеститорите и стравот кај нив, кој што постои. Градежништвото е многу конзервативна професија и е најтешко на промени, најмалку подложно на промени, затоа што грешките и катастрофите што се случуваат се огромни и страшни. И во таа смисла еден дел треба да ги разбереме, но кога би го увиделе бенефитот, нека повелат во нашата компанија, нека видат дека наместо еден проект за 3 месеци кој што го работат тројца, може да се работат 5 проекти за истото време. И со која прецизност, точност, брзина, сето тоа се одвива. Треба да има обострано и од државните институции и од инвеститорите, собствениците на фирмите да имаат визија за тоа како што јас имам среќа во нашата компанија Mason Engineering, да го имам тоа разбирањето и визијата на менеджментот за потребата од софтверов кој што го имаме, го введовме, но и моја одговорност е да го научам и да се цело време да се унапредувам во тоа. Затоа што веќе доаѓа време на вештачка интелигенција која што она што е вчерашното е веќе застарен модел. Тоа е од пред 2 месеца, не можам да ги препознам AI агентите и софтверите кои што претходно сме ги користеле до ова сега што е. И тоа е активно и буквално тоа е машина која што ќе не прегази ако не се качиме на неа, а една од скалите за качувањето на таа машина е BIM-от. BIM-от има поразлични литератури, различни нивоа, скалила. Има по некој се 7 скалила, по некој 9 и така натаму. Ако треба да опишеме каде сме ние сме на нултата скалило и тоа на вертикалата, не сме ни на хоризонталната површина стигнати. А многу лесно тоа може да се промени со минимална одлука на влада, на ЗЕЛС. Проект предаден во BIM има предност во добивањето на дозвола, дека сите ќе добиваат одговор во рокот 5 дена. Сите ќе се префрлат на BIM. Во Америка беше една од последните земји од процент на кои што работат во BIM, тоа го врзаа со осигурувањето на проект. Како проектант кој што треба да го осигура проектот дека нема да има недостатоци. Кога осигурувањата ги подигнаат тарифите, ако не работиш во BIM, осигурувањето е толку и толку, автоматски сите се префрлија. Сега Америка број 1 во светот. Велика Британија заштедува 20% на годишно ниво во изведбата на проектите од тоа што се британски проекти кои што се на многу повисоко ниво и барања од нашите. Кај нас не можеме ни да замислиме колкав ќе биде бенефитот кога би спровеле BIM и кога би ги добиле во BIM проектите и колку тоа ќе има бенефит во финансиска смисла и во временска на изработката и самата изведба. Во Британија беше јасно. Од тие 2011 почнале со воведување на BIM за јавни проекти. Оние проекти кои што државата ги пари што ги троши државата мора да бидат сработени во BIM. Па вие снаоѓајте се како. Проектантите веднаш се снајдоа како тие сите се спроведоа. Во Америка многу покасно тоа дојде, многу врзаа на овој начин. Србија исто го врзува со не може да е законска пречка некоја. Ако сам за себе градам куќа и да ми бара BIM, можда тоа и не е фер да толку многу. Но за државните проекти
кои што државата инвеститор или општините, кои што се јавни пари, мора да бидат сработени во BIM. И веднаш се направи таа промена на подобро. Сум посетувал и конгреси, семинари за BIM на Балканов повеќе тоа, каде што можеме да се споредуваме, да извлекуваме искуства од една заедничка земја, сме сите различно, сме се развивале на различни начини. Македонија во моментов на Балканов барем од соседиве последна, дури и по ние иницијатива немаме. Другите имаат некакви иницијативи. Имаме ние еден технички комитет кој што работи на стандардизација. Вредни се луѓето ги спроведуваат, сакаат да стандардизираат BIM, дел сум јас од тој технички комитет. Апсолутно е тоа подлога за да воведеме BIM и се прилично напредни во таа и би се купувале стандарди, но тоа е еден дел. Малце вака како паралела тоа би било како за полагање за кола, да сите да мора да полагаат испит за автомеханичар кој што знае се да поправи секој дел, како се вика. Многу има поедноставен начин како сето тоа да се спроведе, да не мора проектантите да ја учат цела онаа документација за стандарди, тоа да им биде од старт дадено. И тука ние би имале напредок и бенефит кој што јас гарантирам дека Македонија денес да почне за 3 месеци би било ова BIM небо на кое што сите ќе го работат софтверот и сите ќе ги ползуваме бенефитите и ефектите за само 3 месеци, не повеќе. И сум убеден апсолутно затоа што сум бил и во процесов на едукација, вклучен на факултетот, на архитектонски факултет и во градежништво и вака имам некоја представа за околината, Грција, Словенија, Хрватска и така натаму како се воведува. Албанија, например, нивната заложба и она што го правеа со странски архитекти, со сериозни проекти кои што дојдоа и во Тирана изградија, па и нивните проекти доаѓаа во BIM сработени од сериозни проектантски светски бюроа. Овде требаше тие да научат барем да ги преведат, за да ги спроведат по нивните институции. Тој начин, тоа знаење што дошло од надвор, го искористиле во некоја смисла, иако можеби немаат некои иницијативи на државно ниво за введување BIM, но практично и како компании многу голем бенефит виделе и се многу напред во таа смисла, затоа што имаат кога Заха Хадид или Фостер ќе дојде еден проект. Ние нема да знаеме да го прочитаме, а не па да го преведеме, или треба да го изработиме на македонски начин и да го после тоа да го изведуваме и тоа ќе биде апсолутен хаос. Прво, дефинитивно, најважно е сите чинители да бидат доволно информирани за тоа што е BIM технологија, како се применува, што тоа значи за нив. Активност има доста, организирани од страна на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, различни други институции, значи постојано се збори. Меѓутоа, сепак, како нешто што до сега дава најмногу резултати е воведувањето на BIM мандант на државно ниво. Со тоа што има начини како тоа да се реализира за да не представува потрес во градежништвото, туку да биде нормален, природен премин кон друга технологија. Предусловите се, пак ќе речам, државата треба да биде водач, да биде носител, малце да ги поттикне, затоа што приватните компании, да кажеме како такви, не гледаат причина да користат BIM. Значи државата не бара BIM, инвеститорите не бараат BIM, така да зошто веројатно си викаат зошто нели да губиме време да инвестираме, да го имплементираме овој новиот нов процес. Како BIM технологијата ќе влијае врз стандардизацијата и еврокодовите? Срекната околност е што во самиот софтвер ние можеме да ги вградиме барањата кои што ги бараме од проектантите и тоа да се одвива тивко без некоја големи, страшни обуки, семинари, па нови лиценци кои што ќе треба да им ги воведуваме, со тоа што се членови на комората, комората зборувам на не онак од која што сум номиниран Стопанската комора, туку комората на инженери и архитекти, овластени инженери, овластени архитекти, самата да ги спроведе овие темплети, така да кажам, за различни фази, за различни типови на објекти, во кои што ќе бидат вклучени апсолутно сите фази до противпожарна заштита, до енергетска ефикасност и
сите делови да тие да знаеш дека штом си го сработил во тој темплейт проектот, тој е подобар во секоја смисла. Стандардизацијата и BIM-от не би имале конфликт во спроведувањето, туку би оделе заедно паралелно едно со друго, затоа што оваа технологија тоа ни го овозможува. Дури со помош на вештачката интелигенција можеме стандардите да ги внесуваме и да ни ги менува автоматски за различни потреби, за различни општини и различни правилници, закони, затоа што и во тој случај, и во тој смисол денес е прилично хаотично. Има одлука има правилник за нешто, закон, правилник, но има и одлука за истото. И апсолутно и проектантите и вработените во администрацијата различно ги толкуваат, различно ги гледаат. Проектантите се соочуваат со проблем да за различни општини треба да ги разработуваме проектите на различен начин, затоа што некој така ги сфатил дека така. Со спроведување на ова ќе биде за сите исто и ќе биде се јасно и нема да има недоречености, нејасноти во оној проект дел за добивање на градежни дозволи. BIM се употребува како технологија одамна. Таа засилена примена придонесе да се појават многу меѓународни стандарди кои што ја третира темата на BIM технологијата и тука треба да кажам дека Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија одлично си ја врши работата. Техничкиот комитет 45 е во чекор со се она што се случува на европската сцена во поглед на стандардите, така да стандардите практично се прифаќаат и се публикуваат во нашиот институт. Имаме стандарди и може да се користат, меѓутоа и работата на институтот не завршува тука, едноставно се продолжува и со нови стандарди кои што се појавуваат. Влијае на тој начин што дава можност да се работи по стандарди кои што ќе се одлучи моделот да ги превземе. Ако ние на BIM софтверот му кажеме да работи по еврокодови, тој во самото проектирање ќе користи параметри за проектирање кои што се актуелни и употребливи во моментот од страна на соодветниот еврокод. Овие стандарди кои што ги напоменав се генерално ја третираат BIM темата. Тука би рекол дека најважните стандарди се однесуваат на серијата 19650, кои што дефинираат на кој начин ќе се употребуваат податоците кои што се генерираат во самиот процес на користење на BIM технологијата и практично бидејќи во Македонија стандардите се незадолжителни, препорачани. Овие стандарди практично даваат насока на македонските компании како да се употребува BIM во нивната пракса.